Крајниот рок за покренување на обвинение против осомничените лица за трагедијата во Кочани истекува на 17 јуни, па засега останува неизвестно дали владината иницијатива за разрешување на републичкиот обвинител Љупчо Коцевски, која предводи истрагата за Кочани, ќе продолжи. Од владата за Канал 5 ниту ги демантираат, ниту ги потврдуваат наводите дека ќе продолжат процедурата за разрешување. Единствено кажаа дека му даваат шанса на Коцевски, без да прецизираат дали тоа значи дека ќе може да го задржи мандатот и по затворање на случајот со трагедијата. Иницијативата за разрешување не е повлечена, но ова е период каде Коцевски може да ја докаже својата заложба за непристрасно работење преку борбата против криминалот за повеќе случаи. Велат од владата, процесот за разрешување требаше да продолжи во собранието, откако Советот на јавни обвинители застана во одбрана на Коцевски и испрати негативно мислење за неговото разрешување. Но иницијативата беше стопирана пред речиси 3 месеци откако се случи трагедијата, за да му се овозможи на државниот обвинител непречено да работи. Во изминативе денови критики кон обвинителството упатија и опозицијските партии, меѓу кои најгласни беа од СДСМ, велејќи дека се води селективна истрага во која се поштедени актуелни функционери и блиски лица до ВМРО-ДПМНЕ. Коцевски на вчерашниот брифинг со новинарите пак ваквите наводи ги нарече смешни. Смешни се тие изјави. До петок имаме пресконференција или брифинг, па на јавноста ќе биде јасно дали се штитат лица. За секој кој има докази ќе биде опфатен од истрагата. Не постои селективност, кажа Коцевски на брифингот. Последен осомничен во истрагата кој доби и 30-дневен притвор е поранешниот функционер на ВМРО-ДПМНЕ Александар Нацев, чија агенција за обезбедување Рубикон го обезбедувала клубот Пулс во Кочани. Прашан какви се конекциите со владеачката ВМРО-ДПМНЕ, премиерот Мицкоски денеска посочи дека единствено знае дека Нацев бил дел од партијата во 2016-2017 година и обавувал некаква функција, но го охрабри обвинителството да продолжи понатаму да работи, иако имаат сомнежи за било чија одговорност да дејствуваат, а во тоа како влада потенцираше дека ќе помогнат.